Додека во Хаг се одлучува за судбината на Тарчуловски и на Бошковски, овде во Македонија се подготвува законска регулатива за воени пензии на борците на ОНА. Сдруженијето на бранители достоинство ја нарече врв на лицемерие вчерашната реакција на министерката Јанкуловска. Крајно лицемерие на неморални луѓе кои зборуваат за морал. Вака председателот на Сдруженијето на бранителите го оцени вчерашното соопштение на министерот за внатрешни работи, во кое се вели дека МВР не може да ја повлече тужбата за враќање на парите за обештетување на повредените и роднините на загинатите, ако со тоа претходно не се согласи државниот правобранител. Министерке, применете го членот 205 и повлечете ги тужбите. Не е точно дека не можете вие да ги поднесете тужбите. Тоа го тврдиме ние, представниците на Сдруженијето достоинство. Ангелов тврди дека семејствата на загинатите полицајци кај Веќе се сретнале со државниот правобранител од Битола, при што им бил даден јасен сигнал дека доколку МВР ја повлече тужбата, тие нема да прават никакви проблеми. За него Јанкуловска лаже и кога тврди дека длабоко ги почитува сите кои во 2001 година се бореа за државата. За каква почит зборува министерката Јанкуловска, кога речи си сите специјалци кои што учествуваа во 2001 година се избркани од специјалните единици и работат како чувари по оние куќарки околу МВР и другите органи на државна управа. Владата не сакаше да излезе во пресред нити на нашето барање за праведно обештетување на војните инвалиди и семејствата на загинати. Најболната точка. Дека бранителите не се статистички податоци, туку херои на модерната македонска држава, потсетија и од Обединети за Македонија. Владата не чувствува одговорност кон бранителите, киднапираните и раселените лица. Единствено на нив помислуваше кога да ги добие нивните гласови. Од друга страна, Груевски ги исполнува сите барања на неговиот коалиционен партнер Али Ахмети, со кој секојдневно пие утринско кафе. Обединети за Македонија го предупредува Груевски да не помислува да го реши статусот на поранешните припадници на ОНА пред да донесе закон за бранителите. Од оваа партија остро се спротивставуваат и на намерата за израмнување на бранителите со припадниците на ОНА. За потсетување, основните и апелациските судови пресудија дека на повредените и на семејствата на загинатите припадници на полицијата и на армијата од војниот конфликт им следува обештетување. Сепак по жалбите Врховниот суд ги поништи одлуките и побара да ги вратат парите со камата.